сите, добро дојдовте во втората епизода на подкастот Вистинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска и во иднина ќе бидат моите колеги од правниот факултет во Скопје, Димитар Тромбевски-Тромбе, кој ни се јавува сега директно од Битола, и нашиот Джеймс Бонд Никола Донев, директно од Штип. Како сте, колеги? Одлично, супер. Карантин Што има ново? повичај. Како карантинот? Добро е, не е лошо, карантин, затворени дома, ама морам да признам, по долго време излегов од дома, пошто вчера ми се направи една сериозна форест за тостот кај бамбата, битолчаните ги сватат колку е добар тостот. И морав да излезам. И сончево, за жал премногу луѓе низ градот, ретко кој маска носеше. Ама барем Ово заради најавата во среда од 14. Ние фегуваме дека ти си носел маска инаку, така? Како да, јас опревен со маска, обавезното. Да, ја вчера прв пат после неколку дена исто излегов, дека знаев дека ќе го зголемат полицискиот час, па викам ајде сега да си купам нешто за јадење за следните 2 недели. Така што не фатив гужва и таман саат време од кога се вратив дома, најавија зголемување на полициски час, така што добро е некојаш да си утексо настани. Се секогаш е добро, особено кога станува збор за ускратување на правото на слободно движење. Више сак да започнеме со некоја контраверза. Инаку да се надоврзам на работиве што се случува после објавувањето на нашиот прв подкаст. Имаме некои реакции, дел се добри, дел малце не толку позитивни. Ние сега нема да збориме нема да даеме никаков коментар за нив, бидејќи имаме тема, не сакаме да зборуваме за Америка толку многу сега, туку во петок ќе извадиме и ќе напишеме наш одговор на еден од не толку позитивните коментари кој излезе на еден од медиумите, онлайн медиумите во државата, така што очекувајте го тоа во петок, а ние денеска ќе збориме на една многу интересна тема. Ја искрено едва и чекам да зборам за ова. Авторитаризам во време на корона. Ќе дадеме мало осврт на тоа, мислам дека Никола тоа го има спремно, а после ќе преминеме на конкретни примери, што од соседството, што малце од далечно соседство, и на крај ќе завршиме со еден глобален пример и пример на еден од најголемите светски играчи во моментот, а тоа е Кина. Никола, твоја палката. Во главно ја тоа што сакав да обратам внимание е на еден некако академски начин, затоа што така некако сум навикнат да ги анализирам работите. А тоа е доколку би требало да дам наслов на ова излагање, би било дефинитивно невицата од авторитарниот национализам. Односно, овде би сакал да збориме за оној концепт на тврдината на нацијата, кој што во залетните години на глобализацијата се дефинитивно рушеше со формирањето на Европската унија, особено европските тврдини на нациите, кои што се екземплар на нации и држави. Идејата беше да се премине на супранационално ниво, на европско ниво. Сега тие пополека се рушат. Што има повеќе фактори кои што беа во процес веќе долги години, но главниот простор кој што главната ситуација која што доведе до ова забрзано рушење на глобализацијата, а образување на сегментацијата на глобалниот поредок, наместо да имаме еден центар на моќ кој што досега беше САД, сега ќе имаме повеќе центри на моќ, така што веќе државите треба се навикнат на полицентрична дипломатија и нормално ќе бидат приморани да бират во кој блок ќе се најдат. Оно што е особено важно да се напомене во текот на целата ситуација е дека сепак во правната теорија се наведува дека ниту во вонредна состојба не може да се суспендира правниот поредок.
но реално се многу покомплицирано од тоа. Па така ние гледаме дека моментот на суксесија, на повлекување на парламентот од неговата контролна функција врз извршната власт, така што многу влади денес, многу власти владеат they rule by decree, односно парламентот се повлекува и кажува ние ви даваме специјални моќи, вие даваме моќите на законодавната власт, донесувате уредби со законска сила за поефективно справување со кризата. Ова е особено опасен елемент, ова е особено опасен чекор во земји каде што веќе имаме почетоци, тоест веќе имаме развиени авторитарни режими. Овде може да се спомни Унгарија, Полска, имаме примери со Израел. Така што во една колумна Ювал Ноа Харари, авторот на Сапиенс, всушност објаснува дека контролните механизми кои што денес стојат на располагање на властите се екстремно огромни, особено со новата технологија. Така Кина може да буквално преку мобилните телефони да ги следи сите нејзини граѓани, дури и во момент кога таа сакаше да развие еден свој социјален кредит систем. Така што мислам дека може Тромбе, мислам дека имаше за Кина, тој може да обрати повеќе внимание на тоа, но она што ја би сакал да посебно внимание е фактот на повлекување, односно одредена суспензија и ограничување на система на човекови права. Што значи ова? Human Rights Watch излезе со многу интересна анализа компаративна помеѓу Кина и останатите земји во Азија, каде што се соочуваат со коронавирусот и нели прави една анализа од аспект на човековите права. Моментално и во нашата земја се воведена полицијски час, ограничено е правото на движење, воглавно се стеснува тој обрч на правото на движење, слободата на движење, но би се навратил и на одлична изјава од Елисавета Благоеви, која што во една нејзина колумна објаснува останете дома, но останете слободни. Зошто? Затоа што ова особено ни покажува дека човековите права не се инхерентни за нас лични, туку тие се мора да бидат признаени од државата. Односно правото и државата се таа кој што ги возможува и овде може да се поврза и со она антихуманистичка критика на човековите права и другите тие постмодернистички теории, но сепак мислам дека и укажува на фактот дека кај што со векови наназад сме се бореле за тие човекови права, тие мора да опстанат за да не се доведеме до ситуација да регресираме во поглед на система на човекови права, па да треба повторно со една борба да ги извлекуваме тие права. Јас се согласувам со ова што зборуваше Никола, ама мислам дека предизвикот во моментот е тој што се справуваме со вирус, каде што ти може и да немаш никакви симптоми, а да бидеш надвор и да бидеш преносител на истиот тој вирус, со што би го загрозил здравјето на друг. И ова не е ситуација кај што ја имам симптоми, ама сепак одлучувам да одам надвор. Ја немам симптоми, ама сакам да прошетам малце, да идам со куче, да се видам со другари, без разлика што е, сметајки дека јас не сум опасност по други, а уствари јас сум. Тука некаде мене барем ми става некаква дилема до кога, каде и колку може да се оди во тоа воведување и на полициски час и на други мерки кои би можеле да ограничат некои права и слободи кои што луѓето ги имаат. Да, Џоле, се согласувам со тебе. Има тука една дилема. Нели сите знаеме колку е фундаментално ствари правото на слобода на движење, но во вакви случаеви на пандемија до каде е границата? Пошто знаеме во овој момент со природата на како што овој вирус и ова болест, што повеќе се движат луѓето, то повеќе луѓе можат да заразат.
Сега, ограничувањето на правото на движење, докаде можеме да го одиме? Докаде е таа граница на почитување на правата, загрозување на правата и докаде доаѓа во судир со јавниот интерес, нели? Па да, всушност тоа е една од тоа е таа фина линија низ која секоја власт секогаш се движи помеѓу заштита на општото добро, на республика и на оно што се нарекува индивидуални права, барем во на либерална концепција како што ги имаме денеска во система на човекови права, каде што колективните права како такви е многу потешко да се вклопат во тој систем, затоа што имаш конфликт помеѓу индивидуалноста и колективитетот. И овде е таа игра на баланс која што секоја власт ја игра, но реално се дека авторитарните режими попрво би оделе кон суспензија на тие човекови права и да ја проектираат, да го проектираат она државна сила на принуда со цел да го задржа населението под нивна власт, а со тоа и дури откако ќе замине пандемијата, тие мерки да бидат се уште во сила, така што тие всушност се зацрстува тој авторитаризм. Да, и тоа мислам дека е случај за државите за кои што ќе збориме дополнително денеска, ама во ваквите случаи може да видиме некој паттерн кај што веќе постои и пред ова и години наназад работење за да се дојде до тоа некое ниво каде што и без ваква пандемија тие би можеле да имаат да владеат со државата како што сакаат и со самиот систем како што сакаат. Мислам дека ова е добар вовед во првата држава за која што би збореле во оваа епизода, а тоа е Србија. Навидум држава која што е многу слична со нас, што во поглед од политички аспект, културолошки аспект, па сепак не за џабе сме биле 45 години заедно во една иста држава. Јазикот ни е сличен, навиките некои и тоа чувство на патриотизам, може да кажам, ние тука некаде, ама сепак во моментот се разликуваме и мислам дека откако ќе позборуваме за како еден режим под водство на Александар Вучич во моментот во Србија владее, Македонија е многу подобро место за живење, но за тоа може после да направиме муабет. Сакав пред да го започнеме овој муабет да навлезам и да опфатам што поточно се случува таму. Ќе идам по принципот да објаснам ситуацијата пред и во Corona Times. Инаку не се мислев дали вака да започнам и малце бев за и против во главата и со разговор со вас пред епизодава дали вака започнам, но сепак ќе почнам. Мене најинтересна ситуација и најинтересен факт ми е самата биографија на Александар Вучич. Каде е тој пред 20 години, каде е сега, кај ќе биде во иднина и би започнал уште самиот почеток. Може би за некој нема да се види ова интересно или важно за целава дискусија, ама сметам дека е добар вовед во она што ќе зборуваме и како тој доаѓа до овој стадиум на кој што е денес. Имено тој во политиката влегува во 93 година како член на Српската радикална партија под водство на Војислав Шешел. За оние кои што не знаат, идеологијата на оваа партија тогаш па и сега е силен национализам, крајна десница и голем евроскептицизам. Од 1998 до 2000 година Вучич е министер во владата на Милошевиќ, министер за информирање и мислам дека кој би го слушал овој подкаст со самото спомнување на името на Милошевиќ
неминовно е да се помисли на петооктомвриската револуција и што се претходеше на тоа, така што нема да се задржам да објаснувам уште повеќе, но Вучич во таа негова последна влада и е министер за информирање. После тоа, после целите демократски промени во државата, тој е во опозиција се до 2008 година, кога заедно со Тома Николич, кој подоцна станува председател на самата држава, ја формираат Српската напредна странка или скратено СНС со за мене еден од најголемите преокрети, преобраќања во идеолошка смисла во политиката, барем во последните 30 години, каде што Вучич прераснал од еден националист и радикал во прогресивец, про-ЕУ и го зазема тој некој центар на политичка, на идеолошката скала. Што порано тој бил крајна десница. Сега, зашто ова е интересно? Интересно е дека од овој момент Вучич успева најпрво во 2012 да победи на изборите во Србија, да формира коалиција со Социјалистичката партија на Србија под водство на Ивица Дачич, каде што најпрво Вучич е прв подпредседател на владата, а после во 2014 година станува и председател на самата влада на Србија за 2017 да се кандидира и за председател на државата и да победи на тие избори со убедлив број на гласови, вкупно 56% од гласовите во првиот круг. Сега, зашто ова е интересно и каква врска ова има со ова што ќе збориме? Тоа е дека во моментот Србија нема една единствена опозицијска партија која што може да и се спротивстави на Српската напредна странка. И самата, ако не знаете, позицијата на председател во Србија е слична како и кај нас. Повеќе церемонијална функција, каде што да, тие се врховни команданти на војската, но нема некое големо влијание врз повеќе врз политиките во самата држава. Сега, зошто Вучич се одлучува на овој чекор во момент каде што тој има мнозинство во државата, во парламентот и во голем број од градовите. Во 2014 на изборите тој освојува дури 128 пратенички место од 250, што на 2 години подоцна таа бројка се намалува за 35. И самиот начин на кој што српскиот политички систем е поставен, го им овозможува на опозицијските партии да влезат во самото собрание. Сега, проблемот за нив е што немаат една единствена партија. Тоа го споменав преска. И дури 4 партии освојуваат, 2 освојуваат по 13, 2 по 16 пратенички места. За Вучич да ја стабилизира таа негова моќ, бидејќи е реално најпопуларен политичар во државата, се кандидира за председател и во 2017 тој со убедливо мнозинство 56% победил. Ова е пред да се закажат изборите во 2020. Изборите треба да бидат на 26 април. Измеѓу победата на Вучич од 2017 до сега, тој ја поставува Ана Брнабик за председател на владата, прв open gay председател на влада во Србија и на тој начин ја представува неговата власт и неговата партија како една прогресивна партија во очите на самиот западен свет. Што е интересно тука е дека
како што ќе видиме и после, тој сепак ќе има контролата врз држава. И како председател, тој е се уште председател на самата политичка партија, што, например, кај нас тоа не е случај, и има самата контрола врз власта. Уште по-интересен факт е што голем дел на опозицијските политички партии, кои не се под контрола на самата власт, еве сега малце конспирација, али верувам во ова што го зборам, но тие што не се под контрола на власта, се одлучија да ги бойкотираат овие избори. Имено, после големиот број на протести минатата година во Србија и после големиот број на контроверзни и решенија и настани кои се случија во самата држава, опозицијските партии влегуваат во така наречен сојуз, каде што буквално имаме крајна десница во двери, кои што се националисти, се здружуваат со левичари и со центристи за Вучич да не биде председател. Вучич да не биде и СНС да не бидат на власт. И сега малце коронава ќе дополнително замеша работа, ама има е некој бекграунд за тоа каква е ситуацијата во Србија. Да резимирам, Вучич има апсолутно целата моќ во државата, има мнозинство и во собранието, е председател на државата и Српската напредна странка ги има голем број од градоначалничките места во самата држава. Што се случува во време на корона? И сега, пред да почнам ја да раскажувам, мислам дека најубаво ќе биде или сега да стопирате, или после од кога ќе ни изгледате и ни слушате, да одите на YouTube, да напишете 24 минути со Зоран Кесич и убаво ем ќе се изнасмеете, ем ќе дознаете уште подобро и ќе добиете некој подобар контекст за тоа што се случува во државата. Мене лично Зоран Кесич е еден од најелоквентните и најсмешните луѓе на Балканот, па и во Европа, кои што на еден сатиричен начин ги објаснува сите овие појави. Ја малце морам да признам кога се спремав за епизодата, од него крадев идеи, па така би почнал со ова дека корона и Србија идат од три чина. Прво имаме комедија, драма и сега сме у фазата на хорор. После тоа, кој знае. Комедијата започнува со излегување со пресконференција на 26 февруари 2020 година, каде што на пресконференцијата одржана во председателството во Србија, известен доктор Несторовиќ, кој мисля дека сега вие ќе стана познат не само во Србија, туку и кај нас го знаеме, дава изјава дека коронавирусот или COVID-19 е најсмешен вирус кој постои и дека е само на Facebook. Вучич е во позадина, нема сега да ја опуштам, може да идете да го гледате, ама Вучич е во позадина и се утепува од смеј. И славно Несторовиќ завршува пресконференцијата со тоа што им препорачува на сите жени сега, кога е време, кога никој не оди во Италија, специфично во Милано, да одат и да пазаруваат, да одат во шопинг. Сега, тоа е првиот акт од цела ова театарска представа. Вториот акт е драмата. Имено, не цели 20 дена после оваа изјава, Вучич повторно излева на пресконференција. Овој пат со сите исти доктори, без доктор Несторовиќ. Изјавата ја имате на YouTube, може да ја погледате, ама делот кај што мене најинтересен ми е кога Вучич со солзи во очите почна да раскажува колку само ги сака постарите лица, колку е благодарен за се што они направиле во историјата на Србија и ги кажува мерките кои следуваат и најавува и прогласува вонредно состојба. Тој ја започнува пресконференцијата дека е противникот со кој во моментот се соочува и Србија и целиот свет е невидлив и е
како никој друг во историјата на човештвото. Мерката инаку која е најзабележителна и најстрога, барем во тој момент во самиот Балкан е таа дека се воведува 24 часовен политички саат, тоест политички час за лица постари 67 години. Значи, ве сакам, ама не смеете да излегувате воопшто. Значи, почнавме од најсмешен вирус, сега сме на драма, кај што ова е невидлив противник со кој што никогаш не сме соочили. Следно е хорор. Овој дел започнува на 29 март, каде што Вучич излева на интервју на ТВ1 и зборува дека ако треба, тој ќе воведе 24 часовен и е за 24 часовен полициски час, бидејќи луѓето не се придржуваат кон мерките, играат кошарка у парк, ги реди работите. И само 2 дена после тоа, владата на Србија донесува закон за забрана на информирање на медиумите за коронавирусот, освен за штабот, за кризниот штаб кој е предводен од самата премиерка Ана Брнаbić. Со ова јас, мала дегресија, дефинитивно е еден од поголемите глупости направени во цела ова корона збрка у која целиот свет се случува. Не и се, на само ден после тоа, новинарка од Војводина, Ана Лалич, е задржана во полиција за 48 сати, бидејќи излева со статија за недостаток на опрема на клиничкиот центар во Војводина. И не знам за вас, ама ова е уште една потврда за тоа каков режим постои во Србија и дека и ова не е првиот случај. Можам да набројам уште милион други пред корона. Ова е најсвежиот случај, мислам дека ќе се повторува со години и години таму, се додека Вучич и СНС е на власт. Не и се, на само еден ден после тоа, Ана Брнаbić после... Знаеш, најинтересното од целава ситуација дека ги има насекаде. И Вучич е секојдневно на пресконференции, па после ќе се појави на некој интервју. Брнаbić исто. Знаеш, кај нас бар Филипче ќе си излезе, ќе си каже што треба, као министер за здравство и треба да излезе. У Србија не знаат кој е министер за здравство. У Србија го гледаат Вучич 24/7, Брнаbić ќе излезе ту и тамо да се покаже дека има ти премиерка, ама министерот за здравство нигде го нема. Златибор Лончар нигде го нема. Ја го знам дека Кесич го зафркава нон-стоп. Инаку не би знаел ни ја. Ама, што сакав да кажам? Само еден ден после случајот со новинарката, Ана Брнаbić иде на РТС и кажува дека со големо жалење и после голема дебата со председателот на државата или шефот, како што таа го нарекува во тоа интервју, владата на Србија одлучува да го повлече овој закон, иако таа се уште верува дека е вистинскиот закон за да се донесе, но еве шефот рекол и мора така да се деси, па законот се укина. Да, малце само да се внесам во дискусија. Колку е само евидентно, колку се гледа дека за Србија уствари станува збор за автократски режим, дека владата го има тоа чувство да се прикажи себе си како дека таа е Министерството за вистина. Дека само податоците од владата се точни, дека никој не треба да збора, ништо за тоа поврзано, да не се шпекулира под наводници, дека владата е единствениот субјект кој ја кажува вистината. Тоа не е само за Србија, во многу други автократски режими. Тоа се прави и е многу штетно. Тоа не сме никако да се дозволи, добро што се тргна овој закон. И е многу битно да се укаже улогата без разлика за каква ситуација, за епидемија, пандемија. Многу е битно да се слушнат и други субјекти, затоа што самата поинта на слободата на говор е да се стави под знак прашалник тоа што ќе го каже владата. И мора да му се даде простор на новинари и други субјекти
да запрашат владата и да клат некогаш треба според мене и секогаш на браникот на одбрана, да се бранат. Да, овде дефинитивно би те надополнил Димитар, односно мерките се дотолку ефективни колку што нели се почитуваат од страна на граѓаните. За да имаме ние почитување на мерки, пред се е потребно да има доверба во самите институции кои ги спроведуваат тие мерки. Но новинарите, бидејќи тие се едни од нели категоријата што е исклучена од полицијскиот час, односно тие може да се движат и додека трае полицијскиот час, тие се должни на нас како граѓани да не информираат што се случува. Овде особено посебна важност треба акцент да се стави на истражувачкото новинарство, кој што барем во овој регион не е доволно застапено, но во вакви услови кога власта има енормно концентрирана моќ, дотолку е поважно граѓаните да бидат информирани, но сепак овде се случуваме и со нели оние fake news кои што се шират, но тоа е сепак нели посебна дебата која што се има во новинарските кругови. Да, ја би само поставил ова прашање со кое што би сакал да ја развивам дискусијата околу Србија. Дали мислите дека почитав изјава на еден од опозицијските политичари кој што мислам дека Борко Стефановиќ беше, лидер на левица Србија. Дали мислите, тој вели дека ова ќе му се одбие од глава на Вучич? Дали според вас мислите дека ќе има некој backlash се во ова, поготово последното нешто, каде што гледаме реално дека слободата на медиумите е непостоечка? Не само на Вучич, току буквално во наредниот период влади ќе паѓаат и ќе се раѓаат само врз основа на нивната ефективност во справување со коронавирусот. Она власт и она влада, оној модел кој што на власт кој што ќе се покаже како ефективен во справување со коронавирусот, тоа е дефинитивно моделот кој што понатаму ќе победува на избори. Поентата мислам најтеоретски идеално би било модел кој што истовремено ги гарантира човековите права, но истовремено ги води сметка за општото добро и го спречува ширењето на пандемијата. Но оно што се заблежува денес, особено со регресијата на глобализацијата и со големиот регионализам, имаме појава на авторитарни режими кои што се прикажуваат како поефективни во справување со епидемијата, иако не е баш така секој случај во реалноста, малку е покомплицирано, така што во периодот после короната, кога ќе стигне ситуацијата и кога повторно ќе се организираат избори во различни држави, владите ќе паѓаат и ќе се создаваат, односно парламентарните состави ќе бидат такви да го рефлектираат желбата на народот за оној модел кој што најмногу може да се справи во состојба на криза, затоа што ова не е прва пандемија, нема да биде ни последна. Екзистенцијалниот проблем на глобалното затоплување дополнително ќе ги зголемува ефектите, така што и научниците тврдат дека и понатаму следат полоши пандемии, така што останува пак да видиме после короната. Односно тоа дали би му се удариле сите овие работи врз главата на Вучич, би спомнал дека сигурно граѓаните на Србија се загрижени за слободата на медиумите, односно на немањето на слобода на медиуми во Србија, но мислам дека во овој период, во екот на пандемијата, мислам дека тие работи мислам барем дека му се ставени во втор план. И каква ќе биде днината на режимот на Вучич, мислам дека најмногу зависи од тоа како ќе се справи со короната. Гледам дека доста држави во Европа и во светот многу му расти рейтингот на владите. Валјда е тоа една слика на како се справуваат со короната, но има една слика, барем јас таа слика ја гледам, дека народот почнува да се здружува зад владата со цел да го порази овој невидлив непријател
И не знам, тешка да се каже иднината и судбината на Александар Вучич. Мислам дека многу зависи од тоа како ќе се справи со коронавирусот. Да, овде може да направиме транзиција и малце погоре, тоест уште еден не наш сосед, ама сосед на Србија, тоа е Унгарија. Мислам дека Никола веќе го спомна Орбан. Слично некоја работа, ако не и уште по-лоша во смисла на како еден авторитарен режим добива уште толку голема моќ и ја искористува за да го продолжи влијанието кое има врз целата држава, е режимот на Орбан. И самиот Орбан, тој мислам дека кога точно, да, на 31 март парламентот во Унгарија му даде на Орбан да владее by decree, што значи да се справува со короната, макар тоа би значило што сака да прави. Сега, ова, ја нема да навлезам што може да направи, бидејќи има еден мал милион работи кои што самиот Орбан може да ги направи, ама најинтересното за цела оваа ситуација е надвор од тоа што тој веќе има донесено доста работи со кои што им се одзема моќта на градоначалниците на повеќето од градовите, поготово таму каде што опозицијската партија е на власт, и ред други работи и планот за како да се не знам, тоа негово христијанско владење, тоест идеологија да уште толку повеќе да порасне кога станува збор поготово за промена на полот и како тоа државата го регулира. Сепак сметам дека овде, и мислам дека е добра тема за дискусија, каква е реакцијата на самата Европска Унија врз целиот овој случај, поготово што се случува во Унгарија. Мислам дека сме свесни до сега и ќе се согласиме дека Европската Унија до сега, иако има санкции донесено врз самата Унгарија во минатото, сепак нема заземено доволно силен став за да и се спротистави на една мала држава како Унгарија, и со тоа власта на Орбан, но и ефектот кој тој го има врз другите држави во регионот, па и во Европа, станува се поголеми, повеќе држави, мислам и повеќе политичари, започнуваат да го следат тој негов пат на радикализирање на тоа мојата држава прва, после Европа, како што е во Унгарија. И реално, Орбан е паметен човек, добар политичар е, ама како таков е уште повеќе опасен кон самата светска политичка сцена. Што мислите вие за самиот начин на кој што Европската Унија досега се има справувано, па и сега, со цела оваа ситуација, бидејќи да, излезе со изјава, но не ја спомена Унгарија по име. Како ова ја рефлектира улогата на Европската Унија во самиот овој процес и што значи ова за Европа? Тука би се надоврзал. Нешто се последно што прочитав после дешавкава што се случи со vanredната состојба во Унгарија. Слушно дека Европската народна партија или EPP, European People's Party, планираат да тргнат партијата на Орбан од нивните редови. Мислам дека и ги имат веќе гласовите за тоа. Сега не сум само сигурен дали веќе официјално е тргна или во процеса, но евидентно е дека тоа ќе се случи. Една друга работа ја спомна улогата на Европската Унија за режимот на Орбан. Пред неколку години, мислам дека беше, може да ме коригирате ако знаете повеќе за ова, има определен член во Европските конвенции или устави што регулира работата на Европската Унија за тоа дека може да му се одземат определени права на земја членка. Сега,
За да му се одземат тие права, потребно е да гласат сите држави, освен нели државата која го прашање. Тука пробаја да направат такво нешто Европската унија, да не викаме се дека се птен пасивни, ами има еден проблем што му беше на патот, тоа е Полска. Полска знаеме дека е сојузник на Орбан, затоа што има една заедничка работа, тоа се хибридни режими. И пак пробаја нешто да направат Европска унија за да сузбијат тоа што прави Орбан, но ќе видиме. Мојот коментар дефинитивно дека Европската унија има механизми кон државите членки, но групациите на партиите кои што се нормално приказна за себе. И овде владачката структура на Унгарија и на партијата на Орбан е таква да ги позиционира работите, за државата да навлезе под изговор за заштита на нацијата од пандемијата, да навлезе во други работи. Например, тоа се случува и со забраната за трансродови лица и за ЛГБТ лицата, кои што е во ефект во Унгарија, но истовремено една изјава на Орбан во однос на миграцијата, бидејќи Унгарија беше на налетот на она бегалска криза од 2015 година, каде што таа прва ги подигна оние ѕидовите на границата со Србија. И овде тој вели нели дека таа доаѓа и од надвор, така што овде повторно го искористува пандемијата со цел уште повеќе да зацрсти тврдината наречена Унгарија и подсврсто да владее со народот таму. Нормално Европската унија е токму градена на вакви кризи. Европската унија е создадена од криза. И таа се создава и се распаѓа во екот на кризи. Ова криза повторно повторно е теза Европската унија, односно тоа дали таа може да се справи или не пред се со пандемијата, но истовремено докаже дека нејзиниот супранационален модел може да опстане и може да биде ефективен. Но мое лично верување е дека недостатокот на визионерско лидерство од страна на државите во Европската унија ќе го направи ова малку несигурен потек. Сакам да верувам дека комисијата на Урсула фон дер Лајен го прави се што во нејзина моќ, но овде ќе се одлучува дали Европската унија ќе понатаму ќе го зголемува оној супранационален елемент во себе или ќе се наврке на оној меѓувладин модел како што е со Советот. Така што сепак пак останува да видиме, но оно што е јасно дека Европската унија се создава во кризи. Каква Европска унија ќе имаме ќе зависи од кризата и од визионерството и лидерството на државите членки. Да, дефинитивно се согласувам и само да се надоврзам на Димитар, тоа што го спомна, поготово за Европската народна партија и учеството на партијата на Орбан. Имено минатата година партијата на Орбан, Фидес, не знам сега дали точно го изговорам, но небитно, беше суспендирана од страна на Европската народна партија поради кампањата која оваа партија ја водеше против Сорос и Јункер, но во моментов 13 партии во Европската народна партија доставија повик до самата коалиција на партии за целосно исклучување на партијата од овој сојуз. Не верувам дека ова ќе успее, ќе само 13 се вклучиле до сега, но можно е. Ја би се само надоврзал дека да, Европската унија не може да исклучи Унгарија во моментов и дефинитивно за поголеми, построги мерки во однос на овој дел ќе бара уште многу, а знаеме дека Орбан барем до сега е успешен во тоа да прави и да станува пријател и добар сојузник со доста други лидери во соседството, но и во Европа, а мислам дека и во Америка, така што не само
немањето на доволно силен одговор од страна на Европската унија, туку и од страна на САД, представува голем проблем како за Европа, така и во светот. Ја едноставно сметам дека во моментот Европската унија сепак може силно да ја казни Унгарија, тоа е намалување на парите што тие ги добиваат, така што сега го читам артикул кој што зборува за овој дел и каде што Унгарија има добиено повеќе од 6 билиони евра во 2018, што е еквивалентно на 5% од GDP-то на самата држава, додека на Европската унија и дава само 1 билион евра. Така што ова е еден од начините и мислам дека следните чекови за Европската унија каде што таа треба да реагира и треба сериозно да размисли за некаков начин како да го намали тоа присуство и влијание на Орбан како еден умешен и добар политичар кој што пропагира лоши политики. И тоа дефинитивно е штетно по Европската унија и по целата политичка сцена во светот, каде што ако имаш повеќе од еден Трамп или повеќе од еден Орбан не е добро, ако ги имаш сите заедно, хаос. Јас сакам само да додам дека ниена политика на ниена власт не е над критика. Односно, примерот што го даде ти со забраната за информирање за коронавирус во Србија. Слична таква забрана има и во Унгарија. Мислам дека не е во целосен ефект, но дефинитивно Орбан ги репресира медиумите во нивната репортажа и оно што се случува е целосно уништување на таа медиумска слобода, што нормално ќе носи репрекусии врз ефективноста на власта да се справи со короната. Да, сега може и да продолжиме на Кина, како што спомна Џоле. Јас Кина ќе разгледам од перспективата на коронавирусот и како е уствари одговорна на Кина за ширењето на коронавирусот. Ама пред да разгледам одговорноста на кинескиот режим за ширење на коронавирусот натре и надвор од неговите граници, треба да се направи една ретроспектива од одредени настани кои претходат на коронавирусот. Односно, денес е факт дека првичното жариште на вирусот бил во пазар во Кина, каде од првичните 41 заболени, 27 биле директно во пазарот. Исто така, битно да се спомни за природата на пазарот, односно тој е пазар каде што се убиват животни, но меѓу кои диви животни, кои често се носители на смртоносни вируси како што е коронавирусот. За да го сватиме постоењето на ваквите пазари во Кина и зошто такви животни има во нив, мора да се навратиме во 1970-тите години во Кина. Тогаш поради лошите политики на комунистичкиот режим, повеќе од 36 милиони луѓе почина од глад и режимот кој го контролирал целосното производство на храна бил во неможност да ги нахрани повеќето од тогашни 900 милиони жители на Кина. И со тоа во 1978 година режимот ја смена својата политика и дозволи производството на храна да се префрли на приватни некои субјекти. Веќе тога се гледа дека контролата на државата ја смалува. Иако производството било доминирано во тој период пост кревањето на забраната од големи некои фирми, некои индивидуалци, земјоделци, со цел да се издржуваат, решиле да одгледуваат животни кои се невообичаени за исхрана, барем во нашата култура. Тоа се змии, лилијаци и желки. Откако кинеската влада виде дека ваквиот начин на функционирање на мали фарми е успешен за прехрана на населението, го поддржа одгледувањето на вакви диви животни и истото се комерцијализира. Но врвот на ова комерцијализација бил достигнат дури во 1988 година со носење на Законот за заштита на диви животни, кој дозволил масовно одгледување со цел продажба на истите.
И од тука почнува продавањето на дивите животни во пазари како тој во Вухан. Првата грешка на кинескиот режим тука ја гледам, односно дозволување слободно да се тргува со животни кои пренесуваат сериозно смртоносни болести. Следната грешка на режимот се случува сега пред скоро, 31 декември 2019 година, кога владата ја известува Светската здравствена организација дека вирусот кој се шири во Вухан не може да се пренеси од човек на човек и дека пазарот е затворен. И со тоа опасноста поќе ја нема. Нема зошто да се грижиме ние, не се пренесува од човек на човек, смирете се. Таа му беше пораката. Но од денешна перспектива очигледна лага, затоа што заразата не била ограничена само на пазарот, односно секој ден бројот на пациенти во Кина растел, со што е доказ дека заразата се ширела меѓу луѓе. Не е само дека ти треба да имаш директен пристап до пазарот. Исто така во истиот период овој, кога се случвали сите овие лаги кон Светската здравствена организација, тие лаги биле и меѓу пропагандните медиуми во Кина. И народот во Кина не бил поштеден од лагите на режимот. И со тоа многу здравствени работници во болниците во Вухан се шири загрижување дека пораката на кинеската влада за безбедно останува нова болест не е точна, знаејќи ја нели реалната ситуација на терен. Истите тие здравствени работници, меѓу кои е доктор Ли, најверојатно го познавате, офталмолог во Централната клиничка болница во Вухан, почнува да ги известува своите колеги и пријатели за потенцијалната опасност за нив од новиот вирус преку кинеските социјални мрежи, кои се, нели, знаеме, мониторирани од кинескиот режим. По дознавање за ширењето на вакви информации, кинескиот режим го казнил докторот со тоа што бил приморан да потпише документ со кој признава дека ширел лажни вести. А е очигледно од денешна гледна точка дека нема везе, не излажал. Човекот загрижен ги известил своите колеги роднини да се пазат. Исто така после нели овие театарски представи за лажење, доктор Ли продолжил со работа како доктор, да се бори со коронавирусот, но за жал се заразил од вирусот и почина на негови 34 години. Но доктор Ли не е единствената жртва на кинеската цензура. Тука ви ја спомнал и доктор Ай Фен, таа е раководителка на секторот за брза помош во Централната болница во Вухан, колешка на доктор Ли, која јавно излезе да искаже дека нејзините надредени ја закитувале при ширење на точни информации за опасност од овој вирус. Денес доктор Ай Шен е исчезната. Не се знае кај е, никој нема никакви информации и голем дел од нели луѓе што се занимаваат со кинеска политика повеќе што се патени претпоставуваат дека е уапсена од страна на режимот. Но верувале или не, небрежноста и грешките на кинескиот режим тука нема да застанат. Односно, градоначалникот на Вухан самиот тој изјавил дека пред затворањето и ставањето на градот во кварантин, истиот го напуштиле околу 5 милиони жители. Нели градот е 11 милиони, значи сериозен дел од популацијата на Вухан се замина во време каде што во Вухан има сериозен вирус. Причината не е јасна, но можни причини се очигледната, нели, ширењето на вирусот во градот. Како и во овој период битно да се спомни како една од можните причини зашто толку луѓе се заминале од градот, дека се слави во Кина лунарната нова година, односно најголемиот празник во Кина. И најверојатно голем дел што го напуштија градот се работници кои се заминале во местото кај што живеат или едноставно ќе го искористат празникот за да одат надвор од Кина. Да, не знам кога ги слушам овие работи, иако веќе голем дел од нив знам. Малце многу не малце, туку многу подолго го гледам на сите не знам, постои по Facebook или вести кои ги добиваме дека Кина праќа помош на секаде сега.
Но имајќи го контекстот кој што сега ти Димитар ни го даде, кај што гледаш дека поради самиот режим и поради дали несериозноста или арогантноста или па можеби стравот дека ова нешто или овој вирус или ваква нека нова настаната ситуација би го наштетила на режимот и на владењето на императорот во Кина, би доведе целиот свет да биде во ситуација каква што сме денес. И сметам дека и покрај тоа што Кина реално и покрај ова најдобро се справува со вирусот, од која стварно сериозно започна и сериозно го свати, може да се каже. Но освен тоа сметам дека што и да направи Кина сега, нема да може да го, на вага ако ставиме тоа што го направи за да придонесе и тоа што ќе го направи за да помогне, многу е тешко и многу е цинично од една страна сега ние да се заблагодаруваме на Кина за сите помош, за сета помош, за, не знам, мислам дека во Србија дури билборди Вучич му лепеше на си дека му прати респиратори, кај што реално Кина направи... Кина е главен виновник за се тоа. Да, exactly, тоа ми беше и поента да спомна за тоа како Кина се труди да ни помогне нас. Тоа јас го гледам како еден обичен пиар. Како да си го обелат образот пред свето за уствари кризата што тие самите ја направија. Ама ќе видиме многу, како што гледам по медиумите, сериозна е загриженоста за председателот Ши Жинпинг, мислам дека се викаше. Народот веќе почнува колку толку критички да го гледа и да види неспособноста негова за справување со кризата. Иако да по многу медиуми се шират, мислам можеме да видиме како тоа Кина добро се справува со вирусот, но знаејќи историјата на кинескиот режим на лажење и на нетранспарентност, и нели сега имаме бројки како драстично се намалува бројот на заболени од коронавирусот, мислам дека треба многу скептички да гледаме на тие бројки, да не веруваме здраво на готово, затоа што сепак се работи за еден сериозен режим кој веќе и се докажало и допрва ќе се докаже зашо не работи, лажела и зашо не била транспарентна. Овде малку би замерил на тоа дека во период после коронавирусот дека ќе дојде до едно поместување, односно ќе се гледа кој остана најефективен. Почетокот нема толку да се анализира, колку што ќе се анализира крајот, односно кој модел се покажа најефективен. Моментално Кина не само што успе да се справи со помош на својот модел, туку и веќе помага на останатите дел свет. И овде би сакал да отвора малата дискусија околу на меѓународно ниво концептот на меѓународна солидарност помеѓу државите кои што си помагаат за решавање на проблемот со коронавирусот. Јас само би се надоврзал тука и би го поставил тоа прашање пред да започнеме дискусијава за солидарноста. Дали треба да заборавиме на почетокот на оваа криза? Знам дека на крајот на денот помнењето не е одлика на луѓето овие денови. Многу брзо се заборава на тоа што се десило и кој започнал некои работи, но дали треба да се заборави и не знам, валја, како да што да се направи за да не дојде до таа ситуација? Да. Мислам во контекстот сега на Кина за пост-корона света треба да се постави прашањето што после короната, како да се понашаме кон Кина. Моје мислење е дека целиот свет треба да се обедини и да бара одговорност од овој очигледно неодговорен режим и полека да почнеме да престанеме да ги величиме дека се некоја способна држава и да се потсетиме нивната неспособност доведе ние сега да се справуваме со ваква криза ни светот.
Исто така има некои примери, баш пред скоро дознав дека во Америка има две тужби против Кина, едната во Флорида и едната во Тексас. И многу интересно што таа во Тексас ја тужат кинеска влада за оштета во вредност од 21 трилион долари. Сега ќе видиме тоа како ќе види, баш ме интересира, најверојатно нигде нема да заврши, но е убаво за да се движи наративот кон таа страна дека Кина уствари е стварно одговорна за ова ние сега што доживуваме. Јас само би кажал дека самиот факт дека ваквата тужба доаѓа од Тексас кажува многу, така што и големината и мислам дека ефектот нема да биде толку голем, но самиот факт дека луѓе од Тексас го направиле тоа доста кажува за државата. Да, овде малку целата епизода може би ќе личи на Doom and Gloom, но би сакал дефинитивно да ја затворам со малку поголема позитивност, односно тоа е концептот на меѓународна солидарност. Односно имаше една интересна колумна која што нормално сите колумни кои што ги спомнав, барем ја што ги спомнав ќе бидат доле во YouTube description на епизодата, но оно што е посебно интересно е островот што никогаш не се изолираш, а тоа е Куба. Куба се покажа како земја која што иако е бомбардирана од сите страни со ембарга и со различни економски репрекусии, таа сепак некако се успеа да се издигне да се справи со налетот на коронавирусот, па дури и да прати своји доктори на територијата на Италија. На Италија како би помогнале на италијанските власти понатаму во нивната борба. Доста интересно што дури тој кубански систем, идејата на тој систем каде што тие ги тренират медицинските работници не само за Куба, туку и за надвор. Односно во Куба постои она меѓународна школа медицинска школа за Латинска Америка. И таму докторите што се спремат не се само за Куба, туку тие доаѓаат и од Бразил, и од Чили, и останатите делови од Јужна Америка, но истовремено тие склучуваат и договори за меѓународни тимови, меѓународни експедиции, така што многу интересен овој модел за промоција на меѓународната солидарност и во контекстот каде што зборувавме прво, каде што во Европа повторно се вели че она тврди на нацијата, затварање на границите, практична суспензија на слободниот пазар на Европа, на единствениот слободен пазар. Овде имаме пример за земја која што покажува солидарност дури во ова голема пандемија. Така што мислам дека за светот повторно како пандемија кој што може да достигне ниво кризен момент кој што е спорелив и со Втората светска војна, може да се мора да имаме визионери лидери, мора да имаме лидерство без разлика од каде ќе доаѓа, со цел да се подигне на едно меѓународно ниво координацијата и за да може поефективно, затоа што индивидуалните држави, барем според моје мислење, на долг рок нема да може да се справат. Ниту со короната, ниту со глобалното затоплување, ниту пак со ините пандемии. Така што ова е моментот кога светот би требало да се издигне лидери, визионери, не велам едно лидерство, не велам току мултилатерално лидерство, кој што треба да соработува меѓу себе со цел да се достигне определена меѓународна кооперација, дали тоа меѓу владите, или пак дури да се формират одредени супранационални тела. Во овој контекст, овој тип на лидерство е потребно и во рамки на Европската унија, кој што понатаму треба да ги застрастува своите супранационални елементи, со цел конечно Европа да може да биде посилна во нејзини рамки и за да може тој модел да го примени дали во меѓународни рамки, дали да се понуди
помош на другите земји. Да, ја спомна Никола Куба и би сакал да се надоврзам на тоа дека една од главните идеологии, би рекол, на кубанскиот режим е медицинската солидарност. И самиот Фидел Кастро, не ќе се испаднам нека величам диктатори, сепак режим е Куба, но самиот Фидел Кастро рече дека ние не произведуваме бомби, ние произведуваме доктори, ги пуштаме тие доктори сегде низ светот да му помогнат. И тоа е точно, но околу 77.000 доктори Куба имат пуштено сегде низ светот да му помогнат на држави кои му треба. И на таков начин остави голем дел од богатството Кина го генерира, затоа што нели знаеме дека имаат ембарго од сите страни и тешко е да дојде при пара. И баш тие квалитетни доктори кои што ги имат Кина ги експлоатираат за тоа негде и собствен бенефит, но и за бенефит на цел свет, зашто стварно кубанските доктори се познати по нивната стручност. А за солидарноста во Европа би сакал да се надоврзам со тоа дека мислам дека водечка сила за солидарноста на Европа треба да биде Европската унија, затоа што сепак таа една депикција на наднационален ентитет и мислам дека треба на со финансиска помош да му помогне на нејзините земји членки, макар и во поширок круг на земји како Македонија што има потреба. Сега не можеме да очекуваме од земја како Италија, која е многу погодена од оваа криза, да биде солидарна. Или која е била друга држава како Шпанија, која што се бори секој ден, апсолутно ги користи нивните ресурси, тие веќе што ги има ресурси не се доволни, не би можеле од нив да очекуваме некоја огромна солидарност. Затоа мислам дека тука е местото на Европската унија, да истапи да му помогне на државите кои се најзасегнати. Доколку можам само да покријам, во многу компарации ова е видено некако во многу, можеби, хорор филмови, каде што сме сите затворени дома, но реалноста е дека ние не гледаме филм, колку и да звучи чудно, ние не го гледаме филм, току ние го пишуваме. Каков ќе биде крај, ултимативно зависи од нас и од нашето лидерство кој што сме спремни да го преземеме во ваква ситуација. Да, Никола, мислам дека ова е совршен крај за цела дискусија. Кој што кажа малце дебата ни, тоест дискусија ни беше малце думен глуми, мислам дека бевме ја пробав, знам за мене дека пробав да бидам најоптимистичен што можам. Верувам и вие исто, така што не знам, ќе следиме што се случува по државите во следниот период и ќе се надевам ќе направиме некој апдейт на цела оваа тема за месец или два, па ќе видиме каде и како овие држави се снаоѓаат со коронава. Се надевам дека до тогаш и ќе гледаме некој крај на цела ова ситуација. Не верувам дека крајот ќе се случи за два месеци, но верувам или сакам да гледаме бар крај или бело на крајот од тунелот. Георги, не се завршило така, туку треба да кажеш во догледна епизода ќе бидеме сите на едно место во Скопје и ќе се снимаме во живо. Договорено. Да, тоа ми е, мислам дека јас сум последниот мохиканец кој што останал во Скопје, а не од Скопје од студентија, така што се надам дека ќе ми се придружите во најскоро време. А сега може да преминеме на нашиот сегмент на вести по краткиот джингл, а после тоа имаме и интервју со двајца од уредниците на новиот, тоест првиот студентски медиум на УКИМ, Петар и Бисер. И се од вести, како што тргнавме, секоја недела Борис Џонсон ќе не биде во вестите, но има информација дека Борис Џонсон е на интензивна нега. Претходно беше примен на болница за контроли некоја, ама ето очигледно ситуацијата се влоши. На Борис е задржан.
се надевам, иако колку политички не се согласувам со неа, се надевам дека ќе му се подобри здравствената состојба. И исто така, има доста случувања сега и во Америка, во поглед на изборите, и сакал Џоле да каже неколку збора за тоа. Па гледај се, не само ја, и тројца не планиравме да збориме за Америка, барем во следните месец дена, и знам дека откога завршивме со подкастот минатата недела, рековме, ема Америка бар 4 епизоди, па после ќе организираме некако, ама додека се спремам за епизодата, денеска сме 7, утре ќе излезе на 8, додека се спремав, читам CNN и гледам дека у Америка, то поточно у Висконсин, Америка, моментално се одржуваат избори. Да ми кажеше некој дека у Македонија би се десило вакво нешто, Македонија не е најперфектна политички стабилна држава, па може да се деси, бидејќи луѓе сакаат да освојат политичка власт. Ама некој да ми кажеш дека Америка ќе биде таа, или поточно републиканската партија, ќе објаснам зошто, ќе биде таа што ќе го стави, ќе ја стави таа своја не знам како и да ја наречам, своја желба за моќ над здравието на луѓето, ми е незамисливо. Значи, ситуацијата е таква да демократски гувернерот демократската партија пред мислам не повеќе од недела дена ги одложи изборите во Висконсин, Америка. Како и сите други држави кои што требаше денеска да имаат избор. Но републиканците кои имаат мнозинство во легислатурата во Висконсин инсистира тие избори денеска да се одржат. И поради тоа инсистирање, Тони Еверс не беше во можност тоа да го направи уште пред 2 недели кога сите други држави се одлучија да гласаат по пошта. Тој мораше со посебен executive order ова да го направи. Се, што се случува и зошто ова е многу проблематично, поголемо и од коронавирусот, по политичкиот систем во Америка е тоа што најпрво Врховниот суд во Висконсин, а после и Врховниот суд на САД донесе одлука во корист на републиканската партија и дозволува овие избори денеска да се одржат. Додека ние овде сега збориме, ги критикуваме Орбан, Вучич, Кина, Мао Цетунг ќе почнеме уште малце да го критикуваме, републиканската партија на чело со Доналд Трамп вади луѓе да гласаат. Не ги вади со коли или ги носи директно да гласаат, туку овозможува тие да бидат на гласачки места и да ја зголемат можноста вирусот уште толку да се прошири. Најпроблематично за тоа е што во самиот Врховен суд, и тоа мислам дека е најголема победа на републиканците, што добиваат мнозинство кое што може многу големи штети да направи и поголеми од ова. Но, зошто ја највеќе сега се нервирам? Е тоа што Берни Сандерс е единствен кој во моментот има изјавено против ваквата одлука. И сега ја читам изјавата, Берни вика дека одржување на избори додека ваква пандемија се случува е многу штетна и опасна и самото одење спроти експертите за здравство може да се покаже убиствено. Џо Бајден, кој изјави минатата недела дека верува дека гласање in person не е толку добра опција, откога одлучи Врховниот суд на САД, нема излезено да даде изјава за ова. Нема ни против ни за.
Џо Бајден повторно го нема. Сега, зошто ова е лошо? Освен изборите кои што се случуваат денеска, а се да се одлучи кој ќе биде кандидатот на демократите. Освен тоа, денеска во Висконсин има избори и за тоа кој ќе биде седмиот член на Врховниот суд во Висконсин. Во моментот, во ова тело имаме тројца демократи и тројца републиканци. Целата работа зашто републиканците сакаа овие избори да се одржат е за да добијат власт во Врховниот суд на Висконсин. И самиот Доналд Трамп, кој што мислев до ова не можеше подоле да падне, синоќа на Твитер повика луѓе да гласаат за конзервативниот пулен во оваа трка со твитот "Vote for Justice Daniel Kelly tomorrow and be safe". Ја не знам повеќе што да кажем, освен дека стварно сум изреволтиран и не знам, едва се воздржувам нешто повеќе да не кажам, зашто би зажалел подоцна. Ама ова веќе ги поминува сите мерки на здрав разум и добра волја. Толку од мене. На страна тоа што сум изреволтиран, туку сум згрозен од ова што се случува во Висконсин. Да, очигледна е кривицата на републиканците, но не треба и да ги амнестираме демократите, да се потсетиме, овие избори ги организира DNC. Том Перес пред неколку време, мислам дека Том Перес беше чермен на DNC, Democratic National Committee, изјави дека треба да биде одлука на државите да си одлучат дали ќе има избори или ќе нема избори. Наместо тој како лидер на Демократската партија да излезе да каже во време на пандемија нема да има избори и точка. Тој не излегува. Тој упорно сака да го протурка овој процес, Џо Бајден нивниот кандидат да му биде избран и се да се види fine and dandy. Тука голема одговорност и на демократите. Многу ми е криво што Берни и останатата екипа околу Берни не го кажуват. Тоа ќутат упорно. Не знам зошто ќутат пред очигледните глупоштини на Демократската партија. Мора да се покажат дека се храбри и треба да му се спротивстават на демократите. Барем во овој момент Берни немаше да изгуби ако му се спротивстави. Најверојатно изгуби номинацијата, барем може да искористи платформата за да ги изруга демократите, да му каже тоа што се. Друга една работа која сум згрозен, не е толку поврзано со изборите, мислам до негде е поврзано со изборите, до самиот систем на правосудство во Америка. А и како прво што се избират на избори судии, која е логиката? Судија да се избира од одредена политичка партија. И да имаш ти во еден суд тројца члени од една партија, тројца од други, па ајде сега ќе вршиме кампања за која политичка партија да има мнозинство во определен суд. Нема никаква смисла. И тоа е срам за правда и за некој правосуден систем да се пофали дека има суди што се избират од определена политичка партија. Толку имам да кажам, значи катастрофа е што се случува во Америка и не личи на најбогатата држава и најдемократската народна држава во светот. Да, ова сега малце смирено. Ова е дефинитивно добра тема за дискусија и би можеле да ја разработиме како само политиката во судството во Америка работи, но да дадам некој сведен одговор на тоа зашто сметам дека ја барем Берни и тие околу него не се толку активни на таа сцена, тоест идење против DNC и против Џо Бајден. Самиот факт што како што зборевме минатата епизода, Берни не е во политиката за да победува избор. Берни е таму за да помага на луѓето. Колку и други да го негираат, колку и да се иде и да се дебатира во тоа, самиот негов начин на кој што се справува со коронавирусот е тој што сака да го реши ова прашање. Читав изјава кај што вели дека не е само Трамп там да се вперува дека тој е главниот виновник. Многу има и многу треба да се направи, но во моментов дај да се направат работи кои што треба за да се помогнат на луѓе кои што страдаат.
И затоа мислам дека знаеш, би сакал ја Берни да има уште шанса и би сакал да може да победи, би сакал сега да го нападне и Џо Бајден и сите од DNC, ама гледајќи го неговиот одговор, ше толку само ми покажува колку само управо сме биле за тебе. А за другото, не знам, ја мислам дека ги нападнав доволно демократија минатата недела и републиканците заслужуваат многу напаѓање. Значи, после ова, ако некој дојде и ми каже дека републиканската партија или конзервативците во Америка мислат добро на луѓето, не знам што би одговорил. Па се плашам од самиот себе што би одговорил. И стварно, не гледам начин како ова би се решило во скоро време, ама дефинитивно е нешто за што светот треба да размислува и треба да се плаши колку само мокби можеле да добијат ако вака проложат, а мислам дека ќе проложат, со што би го имале Трамп за уште 4 години, Врховниот суд за уште најмалку 3-40 и ова ќе станува секојдневна ситуација, зашто, пак ќе кажам, може повеќе да збориме во некоја друга епизода. Така што ако нема некој што да додаде сега, ја би предложил да дадеме мал джингл за тие што не слушаат да одморат од ова не толку забавна рубрика за вести ова среда. Ќе продолжиме следно со интервјуто со Бисер и Петар, а ние, колеги, се слушаме следна недела со некоја нова тема, за некои нови луѓе, за некоја нова идеологија. Поздрав и се слушаме. Добро дојдовте назад во втората епизода на Јустинијан збори. Со мене сега на Zoom се Петар и Бисера, членови на уредничкиот тим на студентскиот медиум Авангарда при Универзитетското студентско собрание. Добро дојдовте, Петар и Бисера. Hello. Како си, што има ново? Ајде, Бисера, ти давам предност. Многу чудно прачење што има ново кој си во карантин цел ден. Не знам што да кажам, но што ново излегов да ги проштам кучињата денес и се прошетав. Се прошетав до дневна. Да, буквално. Сменив аутфит. Тоа најбитно. Како сте со предавање? Имате или? Имаме. Не. Па ајде вака да започнем, пошто не верувам дека нашите гледачи да се представите кои сте, што сте, од кај идете, тоест од кој факултет сте и каква е вашата поврзаност со студентскиот медиум Авангарда, на кој што и овој подкаст се наоѓа? Ајде, Петар, ти прв. Ајде, јас прв сега. Здраво на сите, гледачи, слушатели. Јас сум Петар Јанковски, доаѓам од Филолошкиот факултет, Блаже Коневски, втора година сум, овите студии. И исто така сум председател на Комисијата за студентски медиум. Ева се моите колеги, кои што соработувам со нив, кои што ги правиме овие интересни подкасти и статии кои што ќе објавуваме заедно со нив. Исто така ја имам свој подкаст, се вика Unfiltered with Peter. Сега ја користам приликава да си спромовирам. Да, ја користам приликава да си спромовирам сам себе си. Така да, ако сакате, идете, дзирнете ме мене. Basically, тоа е тоа, као сме многу уживаме кога работиме заедно. И како за почеток, за прв студентски медиум дека за УКИМ, се надеваме дека стварно ќе имаме многу работа, исполнета со успеси, со добри статии, со добри подкасти. Така што очекувате многу од нас. Бисе? Јас сум Бисера Самарџиева, јас сум студент на Филозофскиот факултет, трета година сум студент на психологија и сум дел од уредничкото тело на студентскиот медиум Авангарда при Универзитетското студентско собрание на УКИМ.
И се согласувам со сите што кажа Петар, дека стварно се надеваме дека ова ќе прерасне во нешто поголемо, заради тоа што не сме само студентски медиум на УСС, туку сме студентски медиум на студентите и сме отворени за соработка со сите студенти. И сакаме се приклучат што повеќе луѓе за да можеме да вадиме што повеќе работи надвор, што да вадиме повеќе статии, повеќе подкасти, повеќе било што сака да направат студентите, затоа што сакаме конечно да дадеме глас на студентите на масата на УКИМ, заради тоа што сепак ова се луѓето што утре треба да станат водачи на нашата држава и да станат интелектуалната маса. И сакаме да им дадеме нивен глас. Да, баш ова сега што последно го кажа, вака би го почнал некој наш разговор за медиумот, бидејќи целта сега мене и се надам на вас ние да се обидиме да го представиме медиумот, бидејќи уште не сме официјално почнати. Затоа да почнеме со како се роди идејата за ваков студентски медиум, како се овој процес започна и што се случи за да може еве сега ние да снимаме подкаст и да збориме за студентски медиум на УКИМ. Па јас ќе почнам ова, пошто целата идеја произлезе од Универзитетското студентско собрание, кое што се оформи оваа година, мислам оваа академска година 2019-2020 во октомври. Мислам дека се почна иницијативата за сите факултети при УКИМ да си состават свое факултетско студентско собрание кое што ќе раководи со своите факултети. И од таму факултетското студентско собрание праќа по 20 делегати на Универзитетското студентско собрание. Сега на Универзитетското студентско собрание има различни комисии, мислам за екологија, за настава, за самоевалуација, за студентски медиум, ние. И тука мислам дојде до момент каде што не одлучивме, се бираше кој да биде за комисија за медиум и јас се кандидирав да бидам председател и председавач на нашата комисија. Мислам дека идејата позади тоа што се кандидирав, пошто стварно немаше негде на страниве што излагаат на Facebook, на Instagram, на Twitter or whatever, било каде. Немаше доволно информации што студентите ги засегаше. Сега кога станува збор за студенти како студенти сакаме да бидеме во тек, едноставно тие да ги кажам формалните вести има некои информации што стварно не ни се битни, не сакам да кажам дека немаме време, имаме време, особено сега со карантинов, ама едноставно сакаме како сајт или како медиум што стварно ќе ги застапува повеќе интересите на студентите и ќе им нуди новости, вести, стати, подкасти, каде што стварно може онака да се пронедат во тоа што го слушаат и што го читаат. И basically тука веќе ние почнавме да работиме. Се собравме, се одбравме, одлучивме дека сакаме подкасти, одлучивме дека сакаме да имаме свој сајт, кој се надеваме дека од наредна недела ќе биде пуштен во употреба. Се надеваме, пошто стварно работиме на нив, сакаме квалитетно да биде све и сакаме да ги задоволиме сите оние работи што студентите го очекуваат од нас. Кога вели се собравме, колкав е бројот на луѓе кои во моментот се инволвирани на овој проект? Дали има заинтересираност кај студентите за вакво нешто? Па да бидам искрен, на почеток, мислам прва година за Универзитетското студентско собрание да почне со работа, стварно се трудиме. Имаме премногу начинија за работи што сакаме да ги постигнеме годинава, барем дури не трае мандатот. Ама да бидам искрен, еве конкретно за студентски медиум, пошто председател сум таму и мислам дека немаше толку заинтересираност колку што мислевме, од причина што студентите уште немаат стекнато доверба. Мислам имало предходно студентски собранија, студентски сојузи и што све не. Парламент. Тие. И од
претходни настани студентите имаат некако изгубено доверба во тоа што тие студентски собранија, парламенти и така натаму ја вршеле својата работа. Некако немаат доверба во тоа и сега целта нас, првата цел ни е да ја стекнеме довербата кон студентите, за да видат дека стварно тоа што го правиме не е колку онака да ни пројде време и шалабајзерски да ни биде, туку стварно сакаме да бидеме квалитетни во тоа што го правиме и стварно сакаме да биде нешто квалитетно што студентите ќе може да го гледат како доверлив избор на информации. Ако може само да додадам уште нешто, како што кажа Петар, може би нема толку голем одговор студентите како што очекувавме, мислам дека тоа и така во тоа има многу голем удел тоа што не се навигнати студентите некој да им дава ваква обемна платформа, каде што им даваш комплетна слобода што сакаат да направат, заради тоа што ние тоа сакам да им го дадеме. Сакам да им дадеме можност што сакаат да напишат, што сакаат да произведат, било како, дали сакаат за веси да пишуваат, дали сакаат за политика, дали сакаат за филмови, за книги, за било што. И мислам дека студентите не се навикнати некој тоа да им го дозволува нив. И исто така немаат сфатено дека ова е буквално медиум на студентите. Ова не е наш како комисија за медиум, туку ова медиум на студентите и ова е отворен за сите. Не се навикнати на толку они да имаат контрола врз тоа што сакаат да читаат и да произведуваат и да гледаат. Мислам дека тоа има многу голем удел во тоа колку луѓе се пријавуваат да креираат нешто на овој медиум. Кратко кажано, сакам да искористиме таа реченица како од студенти за студенти. Баш. Да, доколку сега, например, некој студент од било кој од факултети е, па и на УКИМ, па и на факултет, на универзитети од целата држава, доколку сака да се приклучи во работа на медиум. Каков е начинот да ви исконтактира, што треба да направи? Доколку било кој доколку сака да учествува во работата на студентскиот медиум, имаме неколку правила. Не се неколку строги правила, но препорачливо е да се држат по тие правила. Мислам, може да не исконтактираат на мејл, доколку имаат статија да објават или да ни кажат некоја информација, дали сакаат, не знам, било што сакаат они да го прикажат, може слободно да го пратат на нашиот мејл. Но околу правилата, како студентски медиум и како diverse колеги, не прифаќаме говори на омраза, не прифаќаме како да ги класификувам. Се што спаѓа едноставно кажано, секој може што сака да креира на овој медиум, само не бидете само да не се шири омраза. Тоа ни е целта. Да. Се сакаме било што да се кажува, се додека вие се придржувате до пазични морали, како немате да судувате некој друг за било која негова ориентација, било да е полова, родова, сексуална, религиска, било што. Тоа се истината наши правила. Се додека се однесувате фини кон другите, ние ќе се однесуваме фини кон вас. Целта ни е онака да биде како a big bubble од safe space, кај што секој може да презентира што сака, се додека е во границите на дозволеното и да не биде онака you're stepping out of the line. Смири се. Сакаме да направиме база на едукација за студентите, каде што можат да дознаат нешто ново од некој што е и поискусен во тоа или некој што знае нешто повеќе за тоа. И ние сакаме тоа да се шири и да може таква неформална едукација да направиме на факултетот преку медиуми, само што сакаме тоа да биде дефинитивно зона каде што нема да има било каква омраза и несоодветно однесување, што не е соодветно за академски граѓани. Се согласувам и како еден од доретниците само го потврдувам ова, дека реално да, правиме сами ги креираме нашите содржини, мислам, секој студент креира за себе, како дел од платформата која е создадена преку медиумот, но секој има право да пишува што сака, се додека тоа не навлегува во ширење на говор на омраза или
навлегување во нечија приватност, па не дај Боже и злоупотребување на податоци, па е други работи кои со закон не се дозволени. И сега би се вратил малце на формирањето, бидејќи нели со пандемијата сега, со корона, сите сме зафадени, па така и студентскиот медиум, верувам. Што, ајде, вака да формулирам прашањето, како COVID-19 или коронавирусот, каков проблем му прави на медиумот? Што беа плановите пред, како сега моментално функционира медиумот, како така? Вака, медиум како медиум не може да не спречи, пошто тоа ни е работата. Мислам да креираме, да создаваме нели статии за читање, за подкасти, за било што. Тоа нема. Добро, малце ни ги поремети плановите, еве конкретно за подкастите. Лично за мене ја очекував да снимаме подкасти со гости, со психолози, со едно со друго. I'm just giving hints right now за идеите мои, ама мислам тоа ето да го кажеме некој вид на мала колатерална штета. Што реално нема толку да ни наштети, само не ги дираил плановите. Работиме, мислам, пак не е некоја вкусна кукава работа, но пак креираме статии, пишуваме, смислуваме идеи за подкастите. И ти и јас заедно, мислам, си имаме подкасти. Наскоро и од Бисера ќе треба да очекуваме еден подкаст. For the book lovers. Сега веќе мора да направи, пошто е кажано, снимено, ќе иде паблик, така што мора да... Сега ме обврзавте. You asked for it. Either way, не може да не спречи стил да не можеме ништо да не правиме. Стварно, си имаме работа, си имаме занимација in a way. И мислам дека дури и ни направи некоја добра работа, што кога вака ќе имаме повеќе време да размислуваме за статии, за идеи, за било што. Сам не спречува на ниеден начин. Да, дефинитивно повеќе креативна слобода има моментално, зашто доаѓаат идеи рендово било кој дел од денот и можеш одма да истражиш за тоа или да почнеш да го пишуваш, така што мислам дека можеби завршуваме исто работа како што би завршувале без COVID или пак може малку повеќе, зашто имаме повеќе слободно време. Малку повеќе. Да, мислам дека од лично искуство со подкастов, не знам, веќе година и пол го планирам, па размислувам па теми, па ајде наоѓа луѓе со кои да го правиш. И сега веќе кога зафати корона и седиш дома и немаш што да правиш, си кажам, ајде, валјда ќе почнеме некој подкаст ќе снимаме. Или не знам, ќе земеме статија ќе напишеме. Не, тоа е работата што кога еве дома си и кога сега со подкастите, кога имаш занимација, стварно имаш издувен вентил кој што можеш на креативноста да не ти биде кога да ти скапува само туку стварно имаш кога негде кај да ја презентираш, каде да ја ставиш и да не биде онакако за ништо. Дури бевме на факултет кој имаш тука милион работи за правење, сега се извинувам, ама газ преку глава си, што не знаеш што попрво да направиш, дали вежби да пишуваш, дали да преведуваш, не конкретно кај мене ќе преведувам. Ама битно сега кога имаш стварно повеќе време на располагање, кога можеш стварно да се фокусираш на една работа и да биде стварно квалитетна таа работа. Сега, знаеме дека мандатот на Универзитетското собрание е 1 година. Што после тоа? Се надеваме дека медиумот како концепт на факултетот и на УКИМ ќе продолжи да постои после нашиот мандат, заради тоа што се надеваме дека направиме нешто што е here to stay, што луѓето ќе уживаат да го читаат и да креираат за него и без разлика кој го води, дали сме ние или следната генерација, се надеваме дека продолжи да живее, зашто тоа сакаме да направиме нешто што ќе продолжи и после нас. Ако ништо друго, ние се надеваме дека они ќе продолжат оваа кариера што ние ја правиме, кога стварно се надеваме дека сајтот ќе ни просперира, мислам, не само сајтот, и како цел медиум студентски, стварно се надеваме дека ќе просперира.
who knows, може и тие што после нас ќе додат ќе бидат многу поуспешни од нас, као мислам стварно се надеваме кој ја сум човек што онака се радува на нечи успех, така што идните водители, good luck, good job. Добре, ај сега вака, ја уште едно прашање имам на ум околу медиумова, после ако вие имате нешто да дадете, слободно. Прашањето се однесува на тоа дали како студентски медиум ќе има обезбедено финансиски средства за репортери хонорарци кои што на пример би дошли, не знам, од новинарски факултет или од факултет за новинарство или од други факултети кои што би се нафатили да пишуваат дневно одреден број на статии, или ќе се иде на тој принцип да медиумот биде повеќе како место за ставови, за колумни, за подкасти или за едноставно еднаш пишуваш, не можеш после да продолжиш. Каква е политиката околу тоа? Да, ова е мислам дека најголемата сфера каде што COVID најмногу не погоди како комисија и како медиум, заради тоа што во план ни беше да имаме хонорар за постојани новинари кои што ќе пишуваат одреден број на статии неделно или некој таков систем што го имавме ние разговарано со станоци. При тоа што план ни е на овој медиум да имаме и вести за Македонија и за светот што ќе излегуваат регуларно, зашто не може било кој да го пише во тоа, морате да имаш новинар кој што некако ќе го компензираш за тоа да следи цело време што се случува во светот и да пишува статија за тоа. Ама, заради тоа што апликациите што се за финансии, за комисии, за УСС се одложија поради COVID, моментално ние немаме такви средства. Надежно кога ќе се врати ситуацијата во контрола и кога ќе надежно ќе добиме тие средства, ќе можеме да го поставиме целосно тој принцип каде што ќе имаме постојани новинари кои што ќе пишуваат вести, ставови, статии за наука, за спорт, за политика слично. Но освен тие постојани новинари кои што би сакале да ги имаме, на кои што би сметале цело време, исто така сакаме да имаме секогаш и статии од студенти кои што се заинтересирани за одредена тема, кои што доаѓаат ни кажуваат: јас сакам за ова да пишувам, дали може да ви ја дадам оваа статија сега, ама нели не смелете на мене цело време. Така што тоа е нашиот план како ќе функционира ова и како ќе вадиме ставови. Надежно короната ќе ни го дозволи тоа. Да. Fingers crossed. Боговите на јавното здравство ќе се смилуваат. Ќе видиме. Венко Филипче. Да ни е жив Венко. Ја повеќе прашање не знам дали имам, може сигурно имам нешто испушено, па ако имам, кажувајте уште сега додека не сме завршиле. Имаме ли прашања други? Меѓу себе прашање? Па не знам, еве, што ве интересира, не знам. Може да прашате нешто за подкастот или за било што. Или да додадете за медиумот, не сме спомнали. Кога ви излегуваат подкастите, дечки? Па, вака, подкастите ќе ни излегуваат најверојатно секоја среда. Ќе имаме, како ситуацијата се одвива, ќе имаме и некои вакви вонредни подкасти кои што направиме во неделата претходна за одредени теми кои што се случуваат што на нашите факултети, што за одредени политички настани. Знам дека веќе сме у процес на договарање да снимиме едно лайв верзија за изборите 2020 у ноември во САД, кај што иако има уште едно добри 4, 5, 6 месеци, не знаеме ни дали воопшто ќе се случат. Планираме цела вечер да идеме, ама потом ќе видиме како и што. И ако правите live viewing на elections за USA, јас сум за. Договорен. Јас те спијам. Петар, твојот подкаст кога излегува? Мојот подкаст излегува секој петок. Околу мојот подкаст јас правам многу полабави теми, не навлегувам толку политика, пошто mostly не ме бива за тоа. Знам, еве, колегите од правен си го прават тоа и ми да прекрасно. Јас правам многу полабави теми, мислам студентските муавети кој, не знам, кафе муавет. Ако треба да го категоризирам, кога ќе го кажам кафе муавет, ама без кафе. Мислам,
можеш да имаш кафе, као ја да си направам за мене и као на подкастот да така мини ASMR момент да има и да биде као како сте? Да. Тоа е мојот подкаст, може да ме следите на Instagram, unfiltered_with_Peter. Таму постирам многу работи, а можете и ме да фолоунете на мојот официјален профил Peter_Јанковски со Y. Супер. Така, фала. Фала Се што слушаме во некоја наредна прилика, а за нашите слушатели следете не во социјалните медиуми, subscribe. Мислам дека ова епизода треба да иде и на Apple Podcast, така што може и таму сега да не најдете, освен на Spotify. Like and subscribe. И YouTube, така што like, subscribe, review и оставете коментари како ви се свиѓаат досега епизоди. И ако сакате да учествувате во нашиот медиум, можете да нас контактирате на Facebook или на Instagram, исто така на нашиот мејл studentskimediumavangarda@gmail.com.